Добро вечер, гледате Топ тема. Стабилноста на пензискиот систем во Македонија во фокусот на вечерашната емисија. Бројките одамна покажуваат дека реформа е неопходна, бидејќи на фондот за пензиско секоја година му требаат се повеќе пари, што треба да бидат префрлени од буџетот за исплата на пензиите. Во кои насоки би требало да се прават евентуални реформи на пензискиот систем, вечерва разговарам со Никола Мемов, директор на фондот за пензиско, и Павле Гацов, даночен експерт. Мемов и Гацов, добро вечер за двајцата. Добро вечер. Најавив темата, верувам дека ќе имаме интересна дебата, но секако пред да стартуваме, ќе погледнеме реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во Топ тема, како што најави, во фокусот е состојбата во пензискиот фонд. Мои вечерашни соговорници Павле Гацов и Никола Мемов. Мемов, ќе стартувам ева со вас. Се актуализираше повторно деновиве темата за исплатата на, односно за финансиската кондиција на фондот за пензиско инвалидско осигурување. Она што за почеток е моето прашање, имавте седница на која што ја разгледувавте состојбата за период јануари-септември. Еве за старт, што велат финансиските извештаи и колку пари ќе бидат потребни за исплата на пензиите за следната година, кои треба да бидат трансферирани од страна на буџетот? Повеќе прашања во едно. Добро вечер до сите гледачи на вашата телевизија. Точно е дека минатата недела се отвори прашањето околу исплатата на пензиите, околу проблематичноста на тие исплати и така натаму од страна на опозицијата и во Собранието на Република Македонија, но и на пресконференција самиот председател на СДСМ ги коментираше овие состојби. Демантот стигна многу брзо, веќе следниот ден. Не е прашањето околу исплатата. Знаеме дека пари за исплата на пензиите ќе има во интерес на времето. Прашањето тука е каква е состојбата и финансиската кондиција на фондот за пензиско, кој што знаеме дека долги години наназад зависи од сериозни трансфери од страна на буџетот. Исплатата на пензиите никогаш не била доведена до прашање, во прашање нема ни да биде доведена. Таа си е редовна, тековна и ја гарантира владата на Република Македонија. Тоа е пропишано и во законот, во членот 241 од Законот за пензиско инвалидско осигурување. Тука таа тема или таа полемика, мислам дека затоа и друго прашање треба да се затвори. Да, меѓутоа во јавноста беше отворено прашањето, затоа морам да кажам дека ние го демантиравме тоа со исплатата на пензија веќе следниот ден. Од друга страна, на вчерашната седница на управниот одбор на ПИОМ беше усвоен извештајот за трите квартали во 2025 година. Констатирано е дека скоро 95% имаме наплата од придонесите, од планираното во буџетот, а исплатата на пензиите веќе е 100% во однос на тој период. Така да, стабилноста на исплатата на пензиите, ликвидноста на фондот е не е доведена во прашање, затоа што 36% од потребите на фондот за пензиско да исплати пензии доаѓаат од буџетот и тука се доведува во прашање стабилноста на пензискиот систем. Тоа е моето конкретно прашање. Трансферите, планираните трансфери еве за следната година, бидејќи сега актуелен е буџетот за 2026 година, е предвиден, буџетот на ПИОМ е предвиден во висина од 151 милиарда денари. Тоа се околу 2,5 милиарди евра. Од тие 1,9 милиарди евра се, односно 117 милиарди денари се предвидени за исплата на пензии, а остатокот од средствата во буџетот се планираат, односно се предвидени средства за исплата за здравствено осигурување на пензионерите, кои што изнесува 13% од бруто пензијата на секој пензионер и транзицијски трошоци во висина од околу 19,5 милиарди денари за пензиските друштва во вториот столб. Колку од овие 1,9 милиарди евра кои што се за исплата на пензии за следната година потребни на фондот за да ги исплати регуларно пензиите, ќе треба да бидат трансферирани од државниот буџет, од централниот буџет? Планираните транзицијски трошоци, односно трансфери од владата
за нормално функционирање на фондот се детерминирани на 62 милиарди денари, односно 1 милиарда евра. Од тие, ви кажав, 30 милиарди денари или половината од нив, околу 500 милиони евра се наменети за исплата на зголемените пензии во висина од 7.000 денари на сите пензионери. Остатокот од 31 или 32 милиарди се предвидени за исплата на здравствено осигурување на пензионерите и трансфери кон вториот столб. Гацов, ева ги слуштавме првично бројките, ги знаеме, сме ги анализирале многу често низ годините наназад за состојбите во пензискиот фонд и повторно се отвара прашањето колку овие бројки покажуваат одржливост на долг рок на фондот за пензиско, со оглед дека трансферите кои што стигаат од централниот буџет од година во година се зголемуваат и се стигнати на ниво 36,7%, мислам дека беше последната бројка која што има. Да, прилика така и има тренд на зголемување. Малку да се вратам историјат за да се согледа зашто тоа е така и кои се причините и дали ќе продолжи. Неколку работи, значи ние направивме реформа во пензискиот систем кога стартувавме со капитално финансиран, нели, пензиски систем, кога по сила на закон некој мора, некој ако сака влегува нели во тој систем и додававме уште доброволно капитално финансирано пензиско осигурување врз основа на штедење на некој начин. Сега во меѓувреме, бидејќи тој режим подразбираше значаен дел од стапката на придонесот за ПИО да оди во тој, да кажам, не прв, туку втор столб, така ќе го викаме, претпоставам во емисијата, тоа значи дека алиментирањето на пензиите отпадна да се врши од таа 1/3 условно на стапката на пензиско осигурување, во моментов е 6%. Бидејќи изворот се намали, затоа и дефицитот се зголемија. Но, пазете, вакво нивелирање на долг рок ќе се случи после 2035 година, од прилика според некои мои пресметки, кога ќе стартува позначајна исплата кон овие приватни во наводници пензионери, бидејќи ќе се намали товарот на исплата на државниот фонд. Нели? Соодветно, 1/3 ќе отпадне на приватните фондови, а 1/3 ќе се ослободат средства, условно да кажем, од државниот фонд. Но мораме да имаме во предвид дека според последните информации на сите пензиски друштва што управуваат со овие фондови, се собрани од прилика околу 3 милиарди. 3 милиарди. Да. А имајќи во предвид дека ние секоја година уплатуваме само за таа намена, од прилика преку околу 300 милиони, не знам дали е добра математика, од прилика таква е уплатата, тоа значи дека ние за 10 години треба тоа да го на некој начин покриеме. Но очигледно не успеваме и затоа на крајен рок, бидејќи пензиските реформи никош не се прават за 6 месеци, се прават за 10, 20, нели, па и повеќе години, очигледно дека нивелацијата ќе стигне на крајот. Но во овој момент ние имаме проблеми со дефицитното финансирање на исплатата на пензиите и на некој начин, еве да кажеме дека сите граѓани алиментираат во фондот кој што се исплатуваат пензиите, вклучувајќи ги најсиромашните и најбогатите преку јавните давачки. Значи, не знам, ДДВ-то, персоналните данъци, данокот на добивка, компаниите... Колку ова е одржливо на долг рок? Значи, треба да издржиме до 2035-37 година за да дојде до нивелација. До тогаш, сигурно ќе биде товарот поголем и треба да се внимава, особено со овие линеарни зголемувања, бидејќи тогаш дефицитното финансирање расте. Имаме анализи, имавме случаеви во изминати години кога имаше еднократна исплата, нели, па не знам по 3000, не знам по еве и сега имаме нели во минатиот период 2,5 илјадарка, па следи уште илјадарка ако се остане како што треба и на некој начин се пробиваат параметрите кои што произлегуваат од реалната економија. Тоа е порастот на платите, бидејќи тие се по извор на социјалните придоници, но и од друга страна и порастот на трошоците на живот, кој што треба да анулира инфлацијата. Колку вие линеарни зголемувања на пензијата од друга страна се оправдани и колку се мотивирачки или демотивирачки за работниците кои што сега работат и во некоја иднина треба да очекуваат пензија? Значи, се работи за, јас условно ќе кажам, за промена на правилата на играта додека трае играта. Кога ќе рече некој во ваков контекст нешто, тоа значи дека можеби ајде додека уплатувавме придонес за ПИО, но не е така. Играта трае до последниот ден од животот на пензионерот. Бидејќи додека бил вработен, тој уплатувал големи износи, толку колку што можел, знаел или сметал дека треба, очекувајќи дека кога се пензионира ќе добива и поголема пензија.
одеднаш, значи тоа правило на играта никој го бута. Значи во офсайд веќе нема офсайд на некој начин и сите голови даваат од која страна сакаат проточен боле стануваат правилата и мислам дека ова не е добро решение за тие правила. Особено не е добра пораката за идните млади потенцијално пензиски осигуреници кои што гледајќи го ова имам чувство дека повеќе ќе се наклонат кон приватните доброволни пензиски фондови кај што можат и да штедат. Бидејќи веројатно ќе е мотивот добро, ако уплатувам и многу, очигледно дека после кога ќе дојдам до пензија, алиментирањето ќе биде според некој модел кој што не е процентуален, туку е фиксен и нема да го земе во предвид моето посилно уплатување во фондот, бидејќи на крајот пензиите и понатаму забележувам дека социјална и така натаму пензиите се економска категорија. Никогаш не биле социјална, а социјалната заштита може да се прави со други механизми. Да, тоа ќе го зборуваме. Еве, Мемов, дали пензиите, гледаме дека често пред избори, за време на изборна кампања, па и во тек и подоцна се користат како популистичка генерално мерка. Колку сметате дека еве праќате и лоша порака, ова што го зборуваше Гацов, и до младите со менувањата на правилата на игра, особено во овој сегмент за начинот на пресметка на пензии во иднина? Значи, тука имаме апсолутно спротивни ставови околу концептот на пензискиот систем. Јавноста треба да знае. Да, но ви имате концепт на пензиски систем кој што ВОД го менувате. Дозволете. Значи, пензискиот систем апсолутно не е економска категорија. Концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарна категорија. И, ако се земе во предвид овој концепт, тогаш имаме сосема друг тип на аргументација во јавност. В 2005 година е донесена реформата во правосуден систем, каде што имаме доброволно во пензиски. Во пензискиот систем, каде што имаме задолжително капитално и доброволно трет столб. 6%, односно 1/3 од придонесите се уплаќаат во вториот столб, односно во пензиските друштва. Профитот од оплодувањето на овие средства, што се прави во овие 20 години. Пред некој ден имавме Сдруженијето на Асоциацијата на приватни друштва, пензиските друштва, организира практично настан каде што се одбележа 20 години од функционирањето на овој пензиски на реформата на пензискиот систем и беа искажани резултатите од нивното работење. Околу 1 милиарда евра има заработка до сега во текот на овие години. Пензиските друштва имаат заработено, односно профитирано од своите инвестиции. 1 милиарда евра е профитот на сите овие 650.000 осигуреници до ден денес. Уплатите од 6% во вториот столб се околу 2 милиарди до сега. Треба да се нагласи дека во следните години инвестирањето, односно зголемувањето на фондот за инвестирање на овие пензиски друштва прогресивно ќе расте. Како се зголемуваат масата на пари, тие ќе имаат можност за поголемо инвестирање. Така да нема да бидат само 3 милиарди евра како што се денеска. Ние годишно ако уплаќаме по 300 милиони евра во вториот столб, тие ќе се акумулираат и ќе можат да се оплодуваат експоненцијално. Не е линеарното зголемување. Каква порака се праќа со промената на правилата на игра? Ако апсолутно нема промена на играта. 2022 година во март месец е донесена измената на законот за пензиско, каде што е воведено овој швајцарски модел 50% животни трошоци за зголемување на платите. Меѓутоа, ајде да видиме како се движел тој пораст на пензиите во периодот од кога е донесен до септември 2024 година. Еве ви ги податоците. 2022 година покачување март
2,9%. Да, ги имаме извадени ние тие графикони. Вкупно имате покачување годишно 9,7. 2023 година 13%. Од 2024 година, септември, во март месец покачувањето беше, усогласувањето уствари беше 5,3%. Во 24 година, од септември месец 2024 до денеска, пензиите се покачени 29,6%. До сега, ниту една влада ги нема покачано пензиите со ваков износ. Да, но зборуваме за одржливоста на пензискиот систем. Ако зборуваме за методологии, начин како да се одржи одржливоста на пензискиот систем, тогаш треба да разговараме со друга аргументација. Пензискиот систем не можеме да го гледаме како изолиран систем во државата. Според моите размислувања, државата почива на... дека има социјални мерки кои што може да се искористат за пензионерите кои што се со помали пензии, кои што земаат минимални пензии. Тоа е нешто што и Павле го спомена веќе во тој контекст. Тоа не е спорно. А сепак стабилноста на пензискиот систем да се следи, бидејќи дефицитот расте на 36,7%, претходно беше помал во изминатите години. Колку ваквите мерки предонесуваат за таква нестабилност? Трансферите од владата преку Министерството за социјална политика до ПИОМ континуирано растат, затоа што расте и висината на пензијата. Еве, за следната година, 2026 година, планирани се за исплатата на пензиите, планирани се 117 милиарди денари. Од изворни приходи, фондот на ПИОМ планирано е да обезбеди 87 милиарди. Имаме недостаток во буџетот од 30 милиарди денари. Тоа се половина милиарда евра или 500 милиони евра. Ако направите проста математика, 340.000 пензионери по 7.000 денари за 12 месеци, ќе ја добиете токму оваа бројка. Значи, покачувањето на пензиите од 30 милиарди денари, односно 500 милиони евра повеќе пари кон пензионерите, значат трансферите на владата. Да. Гацов, ако... Прво се вратам ово дека пензискиот систем не е економска категорија. Вие зборувате за мешан систем, точно е, но Македонија не применува таков. Освен Македонија и Република Српска, во Западниот Балкан сите други имаат уште еден социјален придонес што го плаќаат работодавачите. Кај нас работодавачите не плаќаат придонес за ПИОМ. Само од бруто платата за држање, и тоа е лично средство. Иако постои солидарна генерацијска, да кажам, одговорност со уплатата, но тоа е поврзано со лимитирање на најниската пензија. И на крајот на краиштето ние не сакаме одскокнување, имаме лимитирање на уплата на највисок социјален придонес и лимитирање на невисоката пензија. Коефициентот 2,7 го знаеме. За овој, мислам дека оваа година 85.000 е највисоката пензија, некаде од прилика толкава е сума. Да, но да напоминаме дека тоа се мал број на пензионери кои ги земаат. Мислам дека си под 1%. Не знам, не сум сигурен со бројките, но од прилика така се движело секогаш. Така да, за да биде социјално, треба да вклучиме и други елементи. Во овој момент тоа е задржување од платата на секој поединец. И затоа е многу важно овие што уплаќаат социјални придонеси да го следат това, да го контролираат, да влијаат. Имам чувство дека сега од една страна пензионерите, и тоа пазете, групата со најниски пензии, јас ги разбирам кога веројатно се социјално во право, нема доволно за ова зона, како што немаат и сите други. Но пазете, да иницијалноста е влегле во ова. И јас сега ќе најдам една друга забелешка на фондот за ПИО. Дали некој на страниците на фондот за ПИО нашол калкулатор како да пресмета пенсии? Јас не успеав, пробав. Не може да има. Не, јас знам, не, може да има ориентационо. Сега ќе ви кажам како да пресметам. Најпогрешно. Не е погрешно. Најпогрешно. Секој ќе си ја внесе од пресметката својата годишна плата, валоризационите коефициенти, годината на стажот има заменска стапка, се во Excel, значи јас мојата пензија до денес си ја знам. Да, меѓутоа има и делови на од пензиите кои што се имаат и рачна пресметка, така да комплексна е методологијата на пресметка. Прилично не е комплексна, затоа што јас можам во Excel буквално за, да не употребам зборови, за 10 минути, овозможите им го тоа на граѓаните. Зошто не им го овозможите? Ако јас сум со мала плата и си го ставам тоа бројчињата во калкулатор, ориентацијно, еве да не може,
ориентациони, видам дека пензијата ќе ми е 12.000 или не знам 20 сега колку е најниската пензија, па јас на работодавачки му речем извини, јас после тоа треба да гладувам, сакам повисока плата, односно сметам дека ова не е во ред. Значи тоа е информација за иднината. Мислам дека е добро на некои пензијски фондови во други земји имаат на сајтовите за проверете. Не е проблем тоа да се направи мобилна апликација. Направете го зашто не знам, почнавме дигитално да се подобруваме, мислам дека одиме во добра насока, ве повикуваме вас како директор на фондот, тоа да го направите, јас мојата алата ќе ви ја дадам како водич. Не се правам паметен, него сум се помачил. Добро, не беше во контекст да се пофалам. Но мислам дека може ориентација да се направи тоа. Значи, втора работа, ние се уште не зборуваме за некаква реформа, зборуваме, ги тераме работите за течење. Значи сега во март ќе дојде оно согласување швајцарски модел, не е ни важен каков, него со порастот на платите и трошоците на живот. Законот не е сменет, тоа остане како решение. Имаше само отскокнување сега во овој период, сите знаеме од кои причини. Еве да не ги кажеме на телевизија, нека бидат загонетка. Во таков контекст, пак сега рековме дека ќе има трансфер 500 милиони евра, а од друга страна избегале 300 милиона кон приватните пензиски фондови. Значи, тоа се плюс? Не, избегале. Ние реално сме во минус 200 милиона евра. Тоа значи дека и приватните да ги вратиме назад, да не бегаат тие зборувам 6%, не знам дали добро зборувам и дали се разбираме, тогаш пак би биле во минус околу 200 милиона евра за исплата на актуелните пензии. Затоа во целата ова калкулација и математика е добро, може би да се наоѓаат и други извори на финансирање. Не мора само социјалниот придонес да се покачува. Не знам, зашто не зафаќаме да кажам од концесискиот надомест на користење на минерални суровини. Карикирам, не. Вие предпоставам се финансирате и од дивидендите на приватизацијата. Не знам, продававте некои имате извори повеќе. Да, но тие се многу мали приходи кои што. Но може да додадеме, еве, зашто да не зафаќаме од овие казни сега што ќе влезат од 1 јануари, барем мал дел додат во фондот за ПИОМ. Се тоа политики. Значи јас не давам решенија, него зборувам за нешто што на маса може да се дискутира и да се бараат други извори кои што ќе значат олеснување во контекст на исплатата. Но математиката е таа, колку што пребираме, премногу исплатуваме. Се размислува ли еве за одредени реформи, бидејќи во јавноста има различни шпекулации, она што беше и препорака на Светска банка и на ММФ, што беше начинато и од страна на фискалниот совет, но не влезе потоа во стратегијата, е зголемување на старосната граница за пензионирање, но тоа е демантирано од страна на владата дека старосната граница за пензионирање нема да се зголемува. Во која насока размислувате за подобрување на финансиската состојба во фондот за пензиско или евентуални реформи? Ова што и господин Гацов го истакна околу начините на прибирање на дополнителни средства во фондот и така натаму, како да се зголемата стримовите на приходи во фондот. Светска банка и ММФ во континуитет стабилизацијата на пензиските фондови не само во Македонија, туку ние имаме комуникација со фондовите и од регионот и пошироко. Тие инсистираат на зголемување на стапката на придонес 0,5-0,6% годишно за X години нанапред и за намалување на трошоците ако може да се зголеми старосната граница. Просечното време на користење на пензијата е 11 години. 11 години во Македонија. Значи до некој просек за мажите до 75 години, жените до 73. И ако се зголеми старосната граница на 67 или на 65, се губи смислот за постоењето на пензискиот систем. Од тие причини владата ги отфрли минатата година, ако се сеќавате, препораките на фискалниот совет. Не, затоа прашувам во која насока сега се размислува. Знаеме дека тоа е отфрлено. Размислувате ли се, зборували за некои реформи веќе? Овие предлози не се составен дел од фискалната стратегија на владата за 2025 до 2029 година. Тоа е ставот на владата во моментот. Да, тоа го кажав. Што е планот и во која насока се размислува? Ние како фонд на пензиско инвалидско осигурување
немаме ингеренција во креирањето на политиките, туку сме инструмент за спроведување на политиките на владата преку Министерството за социјална политика. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не размислуваме и не можеме да даваме предлози. Во текот на минатата година Управниот одбор расправаше и донесе сет на мерки од околу 14 мерки по различни основи како може да се прибираат средства во фондот. И тие се јавно достапни. Една од тие мерки е да можат овозможување пензионирањето и пензионерите после период на пензионирање да може да работат. Работодавачите се расположени да плаќаат придонеси, односно да ги ангажираат пензионерите полно работно време, скратено работно време или било како, затоа што се дефицитарни кадри во одредени области. Од друга страна, имаме ситуација каде што фондот може да се полни, односно примарната цел за полнење на касата на фондот е преку инвестиција на овие акумулирани средства во вториот столб. Таму рековме дека имаме 3 милиарди евра акумулирани средства. Тие се пари на осигураниците. 650.000 осигураници имаат 3 милиарди евра во трите столба, во трите друштва од вториот столб. Владата, наша препорака е владата да почне да размислува околу олеснување на механизмите за да може тие да инвестираат, на кој начин да инвестираат. Тоа за приватните, за мултифондовите претпоставам дека. Меѓутоа тука да се со напомена дека треба да имаме скалест ризик со засилена контрола од агенцијата МАПАС. Да, но вие зборувате за приватните пензиски фондови. Јас зборувам за фондот, државниот фонд, за фондот за пензиско осигурување. Одржливоста на државниот фонд исклучиво зависи од зголемувањето на економскиот раст во државата и отварањето на нови работни места. И намалувањето на сивата економија, бидејќи и ден денес гледаме големи, еви да не се големи, помали, а некаде во некои големи компании, каде што луѓето работат за минимална плата, а останатите пари ги добиваат во кеш. Тоа и ден денеска е случај. Тоа си е работа на органите на државата. И тоа треба да биде санкционирано. Од друга страна, во разговорите со Светска банка, кога предлагаат зголемување на стапката на раст, на придонес, моите аргументи се дека не секој пат по дефолт, значи ако ја зголемите стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, ќе соберете повеќе пари од придонеси. Да, затоа што може да се стимулира сивата економија. Собствениците, работодавачите се флексибилни и они ќе сакаат да си го заштитат својот бизнис. Ако тоа не го направите во комуникација, во координација со работодавачите, со стопанските комори, тогаш државата би имала проблем. Спирала на сива економија. Да, но знаете како, сите работи бараат комплексен пристап, па дури вклучувајќи го ова за сивата економија. Ова што кажувате, прво да го прокоментирам за можноста да се работи и по исполнувањето на условите за пензионирање. Земјите од Западниот Балкан почнува да го применуваат тоа. Некој стартува, например, Словенија до оваа година имаше 20, 40% од пензијата да ја зема и плюс да зема плата, да ги плаќа сите социјални придонеси. Се види дека тоа не побуди многу интерес. Сега велат земајте ја целата пензија ваша си била. И така и можете да работите и да ги уплатувате социјалните придонеси. Тоа е нашиот предлог. Значи да си остварат целата пензија да си остварат, а да си зимат и плата за својот. Затоа треба да се споделуваат, не мора да ги споделувате, но на тие, еве, предпоставам, зборувате за некакви форми на како да се зголемуваат, кажувате дека зборувате, значи треба таквите опции да се стартува од 1 јануари еден закон за работно ангажирање многу лимитиран на 3-4 категории на субјекти кои што ќе можат повремено на сезонски начин, да кажеме на некој начин, да се ангажираат во работа, и тоа вклучувајќи и пензионери, еве, без да изгубат пензијата, без да изгубат, не знам, социјални надоместоци и така натаму. Значи полека попушта онаа стега
кога ние имавме преголема невработеност и пошто пото гледавме, значи никој надвор од работното ангажирање да не добива некој надомест, плата скриена. Да, но сега се менуваат и услови, пазарот на труд е комплетно променет. Така е. Но од друга страна, сивата економија, кога ќе кажеме тоа е работа на друг орган, за вас като ќе биде добар извор на приходи, тоа е базен кој што ние и во фондот за ПИО и во фондот за здравство, а нас може да ни дополни, да ни даде керозин. Сега, што е главната поента на сивата економија? Готовината. Значи, држава треба системски да се бори против готовината. На Народната банка, кога ги отвараме извештаите, готовината нема пат во готовината, дури во некои периоди и расте. Тоа значи дека луѓето ја користат за да плаќат за примени, извршени услуги и така натаму, за корупцијата. Готовината е керозин за корупцијата. Затоа е многу важно да има политичка волја за истеснување на готовината. Има механизми. Јас на неколку пати сум го кажал. Често пати, да не употребам некој посилен збор, на социјалните медиуми со многу тешки зборови ме напаѓаат, мислејќи дека сум некој службеник на државни јасли, па сега не си знацица или не знам некои тешки зборови што окей, за да знаат дека не сум државен службеник. Може механизам, мерка, ако подигнете готови пари од банката, да платите определен надомест, символичен 0,2%. Не е важно. И сега ти сакаш парите нема да платиш ако плаќаш преку дигиталните начини на плаќање, значи преку банкарски сметки. Ако ние ги натераме луѓето да не подигаат готовина, туку да плаќаат банкарски, сивата економија ќе добие смртен удар. Ќе се намалува значајно, бидејќи не можете вие без да оставите дигитална трага, нели, да подигнете пари, да дадете на некого во. Гледаме ли сериозна битка со сивата економија? За сега не, некои подобрување гледаме. Во управата за јавни приходи забележувам таква работа, не знам, во некои инспекцијски органи забележувам некакви трендови кои што според мене најавуваат нешто посериозно, но да им оставиме време. Инаку ова бара, да кажам, од врвот политичка волја. Значи треба секојдневно со оперативни тимови да се работи за да ние за година дена можеме значајно да подобриме некои зафати во сузбивање на сивата економија. Но треба, пак кажувам, тимски. Има ли намалување на приходите во фондот за пензиско за 2025 година? Или нема таква? Не. Таква нешто. Кои се очекувањата? Ева ги спомна Гацов. 95% е наплатата од придонесите во однос на планирањето. А планирањето се прави преку индексирање, зголемено планирање во однос на минатата година за 10 до 12%. Така да 95% е сосема во рамките на... За 14% се подобри од истиот период лани. Гацов ги спомена пред малку согласувањата на пензиите кои што треба да стигнат во март. Ќе се оди по таа методологија или повторно ќе имаме следната година линеарно зголемување? Какви се постоечките одредби од законот, доколку си останат исти? Планирано е исплата на усогласување во месец март од 1000 денари или сега беше 1036 денари. Ќе видиме колкава ќе бидат во март. Законски е линеарно од околу 1000 денари и тука завршува законската одредба за линеарно зголемување. Во септември се продолжува со старите одредби од швајцарскиот модел. Тоа значи во март повторно ќе биде линеарното, ако добро ве разбрав, во септември ќе оди по усогласување по методологија? Таков е законот. Так. Што очекувате да биде одлуката на Уставниот суд во однос на двете тужби кои што се стигнати таму? Двете се различни. Едната е за линеарното зголемување, другата е за пензионерите кои заминаа во странство, останаа без зголемувањето. Јас во јавноста истакнав дека аргументите за и против линеарното зголемување ги дадавме и на брифинг кај председателот на Уставниот суд. И тоа се сега аргументи кои што ние во ПИОМ ги имаме. Не значи дека сите граѓани во државата треба да се сложат со тоа. Иако сите здруженија на пензионери, дури и Сојузот на здруженија на пензионери го поддржува ова решение, на законско решение како линеарно, односно рамномерно зголемување. Искрено да ви кажам, не очекувам дека ќе се
донесе одлука на поништување на одлуките. Односно дека овие одредби имаат некаква неуставност, било каква неуставност. Затоа што мислам дека ова линеарно зголемување законски е правично и праведно. Од друга страна, навистина, од составот на Уставниот суд имаме различен состав тамо и судиите се подложени на политички притисок. Така да тој политички притисок од страна на СДСМ е евидентен. А не сметате дека ова што вие го зборувате сега исто така е политички притисок? Не. Затоа што ние ги даваме аргументите. Повелете, аргументите се на маса. А зашто сметате дека обратните, друг кога ќе даде обратни аргументи, тоа е политички притисок? Таму имате, не заборавајте дека имате подпредседател на СДСМ кој што е судија на Уставен суд. Какви ќе бидат нивните ставови? Ама зборувате за аргументи, ако зборувате за аргументи и едните и другите имаат аргументи, кога ги соопштувате јавно, ако едните се притисок, тогаш и другите може да се толкуваат како форма на притисок. Заклучокот изведете како Кое е очекувањето и за другите, да зборувавте за линеарното, а за останатите? За втората иницијатива, каде што усогласувањето не важи за македонските пензионери кои што пензиите ги примаат во странски банки, аргументацијата е дека за нив не важат ценовните шокови, инфлацијата во Македонија. Целта на тој човек работел тука, живеел тука. Која е целта? Уплаќал тука. Еве ве прашувам. Која е целта на зголемувањето, односно на усогласувањето на пензиите? Ама тој човек работел во таа држава, уплаќал придонеси во таа држава. Точно така и има остварено право на пензија во Македонија. Сега не живее тука, пензијата не ја... И вие не сметате дека тоа е дискриминација за... Апсолутно не. Затоа што не влијаат ценовните шокови, инфлацијата во Македонија на него. Гацев? Две работи. Прво, да кажам со пример, мој роднина, делумно оствари право на пензија од Србија, а не претерам, речи нема 6 месеци да не добие некој покачување. Тоа прво да го знаеме. Значи, правото произлега од уплатата. А тоа дали, предпоставам па таму кај што живее не му се цементирани цените, сигурно и таму има инфлација. Тоа е една работа, мој став е тоа. А втора работа, политичките мотивирани оценки се лоша работа. Значи има добри и лоши политики. Тоа е и кај луѓето има добри економисти, лоши економисти, добри влади, лоши влади и така натаму. Има уште едно право, не знам дали сте го забележале во истиот член кај што е усогласувањето, дека вие можеби ќе се случи во 2026 да треба дополнително да ги зголемите пензиите, да ги усогласите. Оној четврти став од членот вели ако бруто домашниот производ порасне над 4%, да, треба да биде до разликата е доплаќа, да. Тоа би било фантазија да се случи. Не за друго, јас се радувам на растот на бруто домашниот производ. Да, сите се радуваме. Да, пошто ќе има ефект нели на целата економија, на некој начин придвижување, но сега ми дојде вака како некој постои, да. Како позитивна, да кажам, позитивен потенцијал што може да се случи. Јас мислам дека треба да се прават некакви реформи на финансирањето на фондот за пензиско осигурување, зборувам за државниот, тоа што го зборуваме е друга работа, тоа е инвестициска работа. Пред се во изворите, ќе кажам уште еден пример, преска спомнувавме, ние имаме најниска стапка 18,8 од нас, помала имаат 18,5 во Република Српска, бидејќи тие имаат посебен пензиски систем, затоа ги спомнувам. Пазете, на Косово има 10%. 5 плаќа од платата вработениот, 5 плаќа работодавачот. Но може, ако сака повисока пензија, да плаќа до 15 вработениот и до 15 работодач вкупно 30%. Тоа е опцијална можност. Значи, имаме компаративно согледување кај што сакаме. Почнувајќи од она да работат. Во Црна Гора имате 10%. 10%, така. Ама и таму има уплата на товар на работодавачот. Друга е даночната политика. Да. Тоа е многу важно да го спомнеме. Ние ми се случуваше на овие денови, јас некој се објаснам со некои луѓе, ние имаме најниски стапки. Не е така. Ако го гледаме товарот од аспект на бизнисот, трошокот на платата е и овој трошок што го плаќа работодавачот. Така да во збир ние сепак сме на дното од давачките за пензиско осигурување, исклучувајќи го Косово, се разбира. Таму има некоја предност да не зборуваме за демографијата. Например, демографијата за Македонија
лоша поинта за финансирањето на пензискиот фонд. Старееме, втора работа, младите заминуваат, економскиот раст е сега полека се враќа оптимизмот, но со стапките од 2,1 нели во еден период кога имаше депресија во економијата на некој начин, ние немавме изгледи буквално за подобрување никакво. Така да ова е работа на актуари. Преска спомнавте во еден разговор дека го има тоа, јас го поздравувам. Своевремено сум држал. Сега го етаблираме. Така е, значи ова е работа точно за актуари за да се прават пресметки, зашто не на чувство. Политиките треба да се носат на бројки. Реални бројки. Ако не се манипулира со бројките. Одиме тука со анкетата која што јас снимивме, да ги слушнеме и граѓаните кој е нивното мислење во однос на пензиите. Некој пат не стига тама, колку толку пак вратолеме душе со тие 20.000, толку сега пензија, најниската мисла. Како треба да се покачи пензијата, линеарно или по стариот? Не, по стариот пензија, зашо? Знај што зима 60, да кажеме, или 50, дојде на 80, а ние пат останеме на 21. Има стварно, што некој од крај две пензии не може да стане, али со една пензија и маленки пензии тешко. Пензиите, парите секој пат се малку. А стандардот е нормално се покачува скоро секој ден, така да не баш, и се зависи од пензијата. Има пензии солидни да кажем, ама има веќината се ниски. Најсигурно, најбезбедно, линеарно, да нема лутене на тебе 5, на мене 15. Најдобро е процентуално. Процентуално плаќавме кога работевме, јас сум пензионер, кога работев, процентуално ми зима од бруто личниот доход и нормално е процентуално да ми се исплате. Линеарното покачување не е некое мерило за да се определи висина на една пензија. Јас сваќам, има луѓе со минимална пензија кои по 12-13 илјади, но има малку стаж, има малку плате да придонеси за него. Секако за линеарно. Од едноставна причина, пензија придонеси во тој период од страна на пензионерот нема и би требало да има барем една солидна пензија за секој еден, за да може да го протера месецот. Сум за процентуално. Оти придонесите секој што ги има платено, нели? Сходно на тоа, ако се донесе одлука за линеарно, тогаш може. Тој може и линеарно да биде, пошто трошкот се сите, тај што се работиле пензиите, да речеме, кој што е колку си плател, да речеме додека си бил у пензија, си земал добра пензија или онај што не е плател, што е мала пензија има, исто, меѓу тоа трошкови тоа што се, да речеме за сите се исти. Пензиите не стига. Не стига пензиите. Пензиите се минимални. Дали треба да има линеарно за сите исто или таму по тие пресметките? Не по пресметките, линеарно. Тој што зема пензија 1000 евра, тој плаќал придонеси и имал голема пензија. Затоа, а линеарно да. Не процентуално да биде. Што ќе прави народ, на пример, нему 6%, ќе му дојде нему 100 евра, а нови ќе му дојде 60 денара. И што може да преживее тој? На мене ми стига, пошто сум сама, а бев просветно лице, наставник и супер ми е. Јас не се плашам дека ми е лошо со пензијата добро. Ја мислам тоа треба линеарно да биде, затоа што сваки му треба парите за на пазар, не е исто за сите исто. И за тој што зема многу и тој што зема мало, али треба да биде за покачување на малата пензија. Добро е. Добро, ние сме задоволни, сега, фала Богу, покачија малу, линеарно тоа. Јас сум задоволен. Па сега крајот, види, некој е задоволен, некој не е. Меѓутим, јас сум задоволен. Па да им подлаго време да користимо, па тоа е тоа. Пензиите до сега стигаат редовно за душа, а за да бидат поголеми треба, пошто ние сме 80-90% со минималец, 13 до 18.000. Тоа е. А треба да се зголеми, линеарно најубаво е. Да, назад сме во топ тема. Гацов и Мемов, мои вечерашни гости. Привршуваме со овој дел од емисијата. Ги слушнавме ставовите на граѓаните, поделени се мислењата, она што го искоментиравме во студиото, важно е и да се користат подолго време
пензиите, она што фискалниот совет го напиша во однос на ова последното зголемување на пензиите беше дека буџетските пензиски дотации долгорочно би останале на неодржливо високо ниво, што ќе доведе во прашање стабилноста на јавните финансии и долгорочно би ја подкопало нивната развојна компонента. Постојано зборуваме за разни анализи кои што се правени низ текот на годините. На време на паузата се потсетивме и за други анализи направени кои што укажуваат на тоа дека е потребна реформа на пензискиот систем, но некако тоа не се забележува. Ќе видиме ли вистински реформи сега на пензискиот систем? И минатата година, кога беше јавната расправа околу предлозите на фискалниот совет, ние кажавме дека тие треба да се земат со голема сериозност, затоа што се во функција на заштита на буџетот, односно во зајакнување на капиталните инвестиции на државата. И тука тоа е сериозно тело кое што дава сериозни предлози. Меѓутоа треба да знаеме дека Македонија е социјална држава. И секој пат треба да го имаме тоа во предвид, дека овие категории на граѓани кои што се најсензитивни од социјален аспект во Македонија треба да бидат заштитени. Да, има социјални мерки кои што може да им помогнат надвор од пензискиот систем. Кога зборуваме за одреден тип на реформа, било дали во било кој систем, дали е пензиски, здравствен, правосуден и така натаму, треба да се има во предвид една работа: почитување на мерките и на законите во буквална смисла кога тие ќе се донесат. Ако зборуваме за пензискиот систем, основната работа за која што постои во целиот свет во изминатите 120 години пензискиот систем е основната цел и мотив на постоењето на тој систем. Која е таа смисла? Овозможување на достоинствен живот на возрастните луѓе кои што не се способни во текот на староста да работат. А имаат придонесено во текот на својот работен век за општеството и за државата. Сега, ние треба да обезбедиме, без разлика, можеме да направиме математички модели различни. Дали ќе било вакво покачување, дали ќе било онакво покачувањето. Битно е државата да обезбеди механизми овие луѓе да живеат достоинствен живот и да имаат мирна старост. Тоа е главната поента на постоењето на пензискиот систем. Со поентата се согласувам, значи таа е хуманистичка поента, така да не дали тоа се прави што треба да се. Фондот за пензиско зема пари од буџетот, а буџетот се финансира дефицитно. Значи ние можеме ваква линија да направиме заем преку буџетот во фондот. Така ли сакаме ние да правиме социјална држава? Значи треба да се обезбедат внатрешни механизми. Сега ние ќе кажеме школски развојот, нели, бруто домашниот производ, вработеноста, сивата економија задолжителна и да нагласиме овој пат дека е многу важна како извор кој што не е искористен за финансирање на ова. Да не заборавиме дека стапката на придонесот за ПИО едно време беше 21,2. До 2008 година падна, 2007 падна на 19, па на 18. Значи ние сме плаќале придонес за ПИО со 21,2 и тоа во време кога имавме друг сооднос во смисла број на вработени со број на пензионери. Сега во моментот не знам дека е 1,7. Така, од прилика. Едно време паднавме многу лошо на 1,4 мислам. Не знам. Најлошо во моментов е 1,7, да. Зборувам 21,2 сме плаќале во период кога таа стапка беше значително поголема, значи имаше 2,5 вработени на еден пензионер, што е сега мисловна именка да го постигнеме тоа. Колку треба да биде одржлив тој, можеби стабилен пензиски систем? Дали 2 спрема 1? Уште еден факт само да кажам, значи за тоа ќе зборувам. Просечната пензија во однос на просечната плата, нивен податок, преска го проверив пред да дојдам, 60%. Нема таква работа, значи толку блиску да е просечната пензија во сооднос на просечната плата во моментов, 60% е прилично добра позиција на пензионерите, иако ако зборуваме за оние со најниска пензија, тие се во најлоша ситуација, но најбрзо се подобруваат, нели, заради растот овој линеарен. Ама тоа е резултат на зголемувањето на пензиите од 6.000 денари.
Така е, но последната година. Но некој за тоа уплаќал, а му било ветувано колку повеќе уплатуваш, толку повеќе ќе земаш. Тоа на стартот на ова го кажав. Инаку мислам за македонски услови дека 2,2 би било добро за да се изнивелира овој сооднос и да се помогне на финансирањето на фондот. И Мемов, ви благодарам за вечерашното гостување. Ние тука одиме со куса пауза за реклами, потоа се враќаме во финишот на емисијата со уште една тема. А во Македонија често се случува фирмите да вложуваат големи суми во нови машини без претходна проценка на вистинската потреба. Резултатот? Инвестиции кои не се доволно ефективни и загуби кои понекогаш ги надминуваат добивките. Во овој прилог разговараме со Славен Ќурич, кој во Македонија го поддржува швајцарскиот проект за модернизација преку менторирање на бизнис советници и на мали средни предпријатија. Тој нагласува дека пред вакви големи одлуки фирмите треба да спроведат бизнис диагностика, а вистинско време за ваквата диагностика е токму кога компаниите ќе се запрашаат. А што понатаму? Господине Ќурич, кога зборуваме за бизнис диагностика, на што конкретно мислиме и зошто е таа важна посебно за малите и средни предпријатија при носењето големи одлуки? Бизнис диагностика е еден сеобухватни преглед пословања кој има за задаток с една страна прегледати све што се догаѓа на тржиште и што е тоа тржишни инпут за пословање у компании, ali исто така погледати интерне елементе пословања од стратегија, организација, процеса и така дале, а се због разлога како би компанија била болја, бржа и конкурентнија и како би била могуćности се борити со остатком тржишта. Значи зборуваме и за истражување на пазарот, а не само на компанијата. Така, имамо и онај екстерни дио где mi ne možemo poslovati u nekakvom, ja bih rekao, vakumu, odnosno laboratoriju. Mi uvijek imamo konkurenciju i sve naše odluke koje se donose imaju za posljedicu na tržište i isto tako odluke koje donose naši konkurenti, naši kupci, naši dobavljači imaju utjecaj na nas. Tako da biznis dijagnostika bez vanjskog pregleda nije moguća. Какви слабости може да детектира таа бизнис диагностика кога би се спровела, а што не може да ги утврди менеджментот во секојдневното работење? Pa ovako, ja bih rekao biznis dijagnostika, znači ako se izvodi sa strane vanjskih osoba, vanjskih konzultanata, oni imaju za zadatak upravo naći nekakve slabosti i tu imamo situaciju da oni imaju također i vrijeme to odraditi i imaju određenu ekspertizu. Znači to su 3 elementa, fokus, znanje i ekspertiza, odnosno nekako vrijeme za to odraditi, dok menadžment koji je unutar kompanije, posebno malim i srednjim, ima jako puno drugih zadataka koje mora odraditi, od toga da dobavljač nije dobavio nešto na vrijeme ili da jedan čovjek nije došao na posao, posebno u malim i srednjim firmama, pa ako nema organizaciju to mora odraditi. Što znači da on kao takav nema vremena na adekvatan način sveobuhvatno pregledati poslovanje. Сега, колку тоа може да им помогне на фирмите што ќе одлучат да се шират, дали на нови пазари, дали да воведуваат нови производи и услуги, како тоа може да им помогне? Pa ja mislim da može pomoći u tom kontekstu zato što, kao što sam rekao, pregleda tržište, razumije tržište što se događa, ali s druge strane isto tako pokušava identificirati koji su to preduvjeti da bi kompanija mogla rasti. Znači, preduvjet može biti od toga da mora se napraviti nekakva prilagodba na proizvodu, prilagodba na procesu ili prilagodba na organizaciji i zadatak je vanjskog konzultanta uz pretpostavku da ima adekvatno znanje, da to prepozna i da prioritizira aktivnosti koje će dovesti od točke A do točke B gdje želi doći, što želi napraviti i vlasnik kompanije ili CEO kompanije. Што е најбитно за малите и средни предпријатија кои сакаат да излезат од својот пазар, да освојат нов, да почнат да извезуваат, да најдат нови пазари? Ja bih rekao da je primarno treba biti fokus na tome što mi nudimo našem tržištu. Znači, ako govorimo da li je to proizvod ili usluga, ali govorimo o tome koji mi input dolazimo na tržište i samim tim, ako dobro osmislimo proizvod, odnosno uslugu, mi imamo mogućnost biti relevantni na tržištu. Ja bih rekao tržište i proizvod koji nudimo najbitnije. Može li da osvojime novi pazari ako ne sme го osvojile domašnjiот? Pa ja mislim da može se. Naravno, može postojati određeni razlog zašto nismo uspjeli na domaćem tržištu i da uspijemo negdje vani, to je moguće, međutim, naravno, slažem se, manje vjerovatno da će biti uspješan neko
na internacionalnom tržištu ako nisi uspio kod kuće. Што е битно при воведувањето нови производи? Фирма, да речеме, произведува 5 или 6 производи, сака да ја збогати палетата. Што е најбитно при вакво ширење? Ja bih rekao opet tržište. Tržište je najbitnije i mi moramo prije svega vidjeti koje rješenje mi donosimo na tržište. Ako mi donosimo rješenje koje je relevantno, ne mora biti novi proizvod, može biti jeftiniji, može biti sa nekakvom postprodajnom uslugom ili tako dalje, mi onda imamo prostor da razmišljamo o tome da idemo sa novim tržištem, odnosno sa novim proizvodom i da to bude uspješno. Кои се најчестите грешки што ги прават малите и средни компании при носењето големи одлуки, а без претходно да направат длабока дијагностика, да речеме? Ono što dosta često vidim ovdje u Makedoniji ili i u cijeloj regiji gdje radim, vrlo često problem nastaje u onom kontekstu da ljudi kupuju velike strojeve, velike nekakve proizvodne linije i da idu sa velikim investicijama bez da su do kraja razvili, ajmo reći, proizvod, tržište i tako dalje. I onda dolazimo u situacije da nekakav stroj koji je predviđen da radi možda i 21 smjenu na tjedan, znači 24 sata, on radi samo 2 smjene dnevno bez vikenda, što je 10. I onda imamo situaciju da čovjek jednostavno potrošio novac, ima problem sa neiskorištenim kapacitetom, a u stvari problem je bio u tome što nije prvo razvio tržište i napravio adekvatnu odluku oko toga šta je prvo i kako napraviti kompaniju profitabilnom u budućnosti. Ако некој ќе инвестира во нешто, сака да добие и опипливи резултати. А какви резултати опипливи и на краток рок може да им донесе на бизнисите правењето на дијагностика? Da, što se tiče nekakvih rezultata biznis dijagnostike, ja bih podijelio to u nekakva 2 dijela. Prvo je, ukoliko je konzultant dovoljno dobar, on već u prvom pregledu, znači 15-20 dana, može imati i vidjeti nekakve quick winsove. Znači, brze pobjede, što ne mora biti uvijek. Međutim, onaj drugi dio koji je, ja bih rekao, puno bitniji, a to je da biznis dijagnostika je tek početni korak da se napravi određene aktivnosti koje treba biti napravljene u kompaniji, gdje može biti usmjerene na nekako povećavanje prihoda, odnosno povećavanje prodaje, do optimiziranja produktivnosti, odnosno podizanja produktivnosti ili možda nekako optimiziranja što se tiče financiranja. Znači, biznis dijagnostika, bi ja rekao, je prvi korak iza kojeg slijede daljnje aktivnosti koje su definirane u samoj biznis dijagnostici zajedno sa njihovim očekivanjem i prioritizacijom što napraviti u kojem trenutku. I sa koliko često treba da se pravi to? Ja bih rekao ovako, što jesam vidio u svom nekakvom karijeri, ono što jesam vidio da je najčešće se postavlja pitanje biznis dijagnostike, a što sada? Znači, kad jednostavno malo ponestane ideja sa strane vlasnika, kad možda izgubi glavnog kupca, kad glavni dobavljač ode u stečaj ili kad imamo recimo promjenu generacije sa roditelja na dijete, u tom trenutku vrlo često vidimo biznis dijagnostiku da postoji potreba za tim. Međutim, ja bih rekao da je kod vlasnika, odnosno direktora kompanije, uvijek mora biti ta nekakva intencija da stalno se poboljšavamo i da stalno budemo brži i bolji, jer naše tržište gdje mi radimo ne stoji, naše tržište uvijek brže, bolje ide i u tom kontekstu ja bih rekao da moramo kontinuirano pratiti što se događa, kako u kompaniji, tako i na tržištu i možda u nekom trenutku kad se vidi da postoji potreba za tim, možda i uzeti adekvatnu pomoć s vanjske strane kako bi ta promjena i usklađivanje sa tržištem bila brža i bolja. Може ли да не наведете некој пример на кој сте особено горд од вашата кариера, каде што сте работеле бизнис дијагностика во некоја компанија, кои биле резултатите? Pa, ja bih rekao da naravno postoje klijenti, ne smijemo pričati o klijentima nikada, ali ja bih rekao jedna od najvažnijih stvari je bilo da smo jedna od najvećih kompanija u regiji, u jednoj industriji koja se radi isključivo o proizvodnji, uspjeli dovesti do te situacije da vratimo likvidnost, vratimo natrag povjerenje kupaca, dobivamo nove narudžbe i da jednostavno kompanija preživi nakon nekakvih pogrešnih odluka i uz to nekakvih potresa, ja bih rekao, koji su bili na tržištu, da kompaniju napravimo natrag na put i da bude u mogućnosti zarađivati novac dalje svojim vlasnicima, vratiti novac bankama i biti mjesto zapošljavanja 5000 ljudi. Za koliko vreme?
Angažman nakon početne dijagnostike koja je bila nekakvih mjesec dana, sveukupno je bio nešto više od godinu dana. Може ли нас за крај да ни кажете како стои Македонија, односно фирмите од земјава, во однос на другите од регионот при користењето на оваа алатка? Колку често се користи, колку ефикасно се користи? Biznis diagnostika, ja bih rekao da se vrlo često koristi, da li pod tim nazivom ili nešto drugačijim. Ono što jesam primijetio da biznis diagnostika čak je češće u tom nekakvom sveobuhvatnom pogledu, se čak i od nekakvih pojedinaca puno više pruža kao usluga, dok veće kompanije uglavnom imaju više fokusirane angažmane, što možda ima i što je možda i posljedica time što imaju puno veće klijente, pa imaju fokus recimo samo na određeni dio poslovanja kao što je internacionalizacija prodaje ili poboljšanje procesa, pa samim tim ne traže tako sveobuhvatne usluge. Tako u tom kontekstu Makedonija gdje postoji potreba za srednja i mala poduzeća, ima razvijenu dijagnostiku kao što je slučaj za Hrvatsku ili Sloveniju u ovom dijelu SMI, odnosno malih i srednjih kompanija. Ви благодарам за издвоеното време. Hvala lijepa. Тука завршува ова издание на Топ Тема. Ви благодарам што не следевте. Секако останете и понатаму со нашата програма. Многу повеќе информации има на нашиот интернет портал telma.com.mk. Он мене пријатно.